И во наредниот период можеме да очекуваме случувања како оние вчера во МНТ со лажни дојави за бомби, смета експертот за безбедност Љубомир Ѓурчевски. Тој за Алфа говореше за мотивите кои може да стојат за ваквиот потек. Вели може се детска игра, средношколска желба за отсуство од училиште, но вели мотивите може да се политички, токму поради политичката состојба во која се наоѓа Македонија. Не се исклучени ни политичките мотиви заради целата оваа политичка криза во која што се наоѓа Република Македонија. Вие гледате, ние немаме ефективен парламент. Ние се уште немаме, се уште се трагат по парламентарно мнозинство. Може би да се скрени вниманието од некој друг настан, од некој иден поголем криминоген настан, пошто ние за подушец имаме секоја ден по една, по две афери, така да сето тоа мора да го имаме во предвид како професионалци, дека може повторно да ни се случуваат вакви дојави. Ѓурчевски вели дека повторување на вакви дојави можеме да очекуваме до нова година, поради тоа порача дека е потребно зголемено полициско обезбедување пред местата кои МВР би ги сметале за ризични за такво нешто, пред се ако се знае дека претходно имаше закани за можни терористички дејствија во Македонија и Косово. Полицијата сега, особено криминалистичката полиција и државниот јавен обвинител, односно обвинител, надлежниот обвинител, дали тоа е обвинителот на градот Скопје или оделот за организиран за гонење на кривични дела од областа на организиран не смеа да застанат до пронаоѓање, односно до утврдување на прво локацијата од каде што е дојден повикот, дали тоа е некоја телефонска говорница во градот, дали тоа е од мобилен телефон, дали е тоа од некој статичен телефон во некоја институција, приватен стан и така натаму. Ѓурчевски вели дека вчерашната полициска акција минала со повеќе пропусти, од кои два повидливи, кои не смеле да се случат. Сепак вели полицајците заслужуваат добра оценка за вчерашната акција. Вчера имаше два пропусти кои што така паѓаат во очи, а тоа е неприсуство на брза помош на лице место и неприсуство на пожарно возило на лице место додека трај претрагата од страна на антитерористичките екипи. Значи, што се прави? Се обезбедува лице местото, се врши евакуација на лица кои што работат во тој простор, кои што се затекнати, но таа евакуација не сме по ниту една цена да биде панична со трчање, со вриштење, со пискотници и така натака. Ѓурчевски вели дека нормално е по вакви случувања да има паника кај граѓаните, но вели дека за тоа нема потреба. За да нема паника треба да се погрижи самата полиција со навременна реакција, смета Ѓурчевски.